на водата за пиење во градот и кои се тековните активности во ова јавно предпријатие, утринава дознаваме од нашата колешка Ружица Ѓорчевска. Ружица, доколку се слушаме, добро утро и повели со разговорот. Добро утро, почитувани колеги, поздрав одовде од Битола. Многу ми е драго што на 22 март светскиот ден на водите и ние еве ќе се приклучиме со тема и именно еве ќе надополнам уште некој факт за водата, тоа е дека само 75% или 2/3 од земјината топка е покриена со вода, меѓутоа само 0,08% е онаа чиста питка вода која што ни е наменета нам луѓето. И кога ќе сме сите свесни за овој факт, многу ќе внимаваме на кој начин ја користиме. И еве на светскиот ден на водите, наш гостин во Македонија наутро, господин Пеце Милевски, директор на јавното комунално предпријатие Водовод Битола. Добро ви утро. Добро утро и вас, добро утро и на гледачите на Македонската радио и телевизија, на утринската програма. Добро утро на сите битолчани, да им посакам најве честит ден, 22 март, светскиот ден на водите, и да им препорачам и да им кажем дека пијат здрава, чиста и питка вода. Водовод, ЈКП Водовод за тоа се грижи. Еве веќе 90 години ЈКП Водовод Битола овозможува граѓаните во Битола, но и сега е веќе пошироко и регионално, затоа што снадуваме вода и односно дистрибуираме вода и до Новаци и Могила, или пошироко, односно пошироко веќе стануваме регионално јавно комунално предпријатие. Така што морам да кажам дека водата која што ја пијат битолчани е прва категорија на вода. Вода која што се собира од сливот на планината Баба, на 4 зафати, зафатот на река Црвена, зафатот на река Сапунчица, Лак поток и Стара Бука. Значи тоа се зафати во кои што од кои што ја собираме, односно и нашата основна дејност е зафат, третирање и дистрибуција на вода, така што сировата вода ја собирам од тоа сливно, да речем, подречје, односно тие 4 зафати, преку кои што преку наш систем се дистрибуира до филтерницата. Филтерницата се наоѓа на 750 метри надморска висина во селото Дихово, која што 83 година е започната со градба и може да третира, та почетокот третирале околу 600 литри во секунда вода, но потоа е надоградена и во моментов има капацитет за 1080 литри во секунда вода, но ние, мислам, ЈКП Водовод и нашите стручни луѓе во моментов работиме оптимално со 500-600 литри во секунда, така што имаме капацитет и за повеќе, но најважно е да се спомене дека имаме луѓе кои што вршат секојдневни анализи на водата, значи преку 3000 годишно или 7 анализи дневно од најразлични локации, 70-80 различни места од каде што се земаат секојдневно примероци, значи на 7 локации, секојдневно различно место, нашите луѓе, нашите лаборанти, работените во ЈКП Водовод, од самата филтерница или ние како што се ја викаме фабриката за вода, срцето на Водовод, на Битола, секојдневно таа вода се третира, се мери, значи биолошки, хемиски, се прават анализи од нашите лаборанти кои што секојдневно ни информираат за каков квалитет пијат, мислам каква вода пијат битолчани, каков е нејзиниот квалитет, пошто можам да се пофалам дека битолчани пијат здрава питка вода и повторно велам дека и битни се и важни се нормално и другите делови од ЈКП Водовод, значи луѓето кои што го одржуваат системот, мрежата, сите останати вработени и се трудиме сакаш да видиме онака како што треба на услуга на граѓаните. На највисоко ниво. На највисоко ниво. Сепак јавното комунално предпријатие Битола е со над 90 годишна традиција и секако дека има резултат кога има на располагање ваков стручен, професионален тим составен од експерти. Оваа година мотото под кое што го обележувате светскиот ден на водата и штедија природата и капка по капка да направиме разлика. Имено имате и апел до граѓаните, до битолчани да внимаваат како ја користат оваа питка, драгоцена вода која што ни е дар од природата. Имате исто така и акција за проверка на водомерите? Ние наназад некоја, да речем, месец-два,
имавме неколку активности во кои што прво сакавме да им излеземе во пресрет на луѓето кои што има заостанати сметки или одредени финансиски, им земајќи во предвид дека беше корона криза и така натаму. Прво им овозможивме нивните заостанати сметки да ги плаќаат спогодбено, да не се доведуваме во ситуација и да постапиме хумано, односно да не ги тужиме. И дадовме можност да прават спогодби со ЈКП Водовод и така да најдеме да им излеземе во пресрет. Потоа повикавме, имавме еден повик во кој што ги повикавме сите граѓани, сепак ценејќи и водата. Кажавте вие на почетокот дека само не цел 1% имаме питка вода на ниво на земјина топка. И сакавме ги повикавме, значи, ако се случи, ако знаат, имаат нелегален водомер, имаат непријавен водомер, проблем со водомер, при одредени наследни постапки некоја презел имот, па не му е пријавен водомерот или некоја викендичка, сето тоа да го пријава, да ги ставиме во систем, да на еден начин во наводници да ги легализираме доколку некаде не е како што треба. Тоа беше втор повик, но сега многу битно, во моментов и денес имаме исто таква активност, правиме промена на затварачи. Така, тоа ни е под број 2 во фокусот на денешниот разговор, именно овие моментални проекти, почнувате санација на оние дотраени стари водоводни цевки на зградат? Да, имајќи предвид дека мрежата е доста стара и со тек на време тие затварачи прават одредени проблеми. Например, во ситуација кога имаме мал дефект на водоводната мрежа, ние немајќи можност, односно ако тој затварач од помал обем не функционира и ние поради еден мал проблем мора да затвориме поголем дел од градот. И тоа предизвикува проблем, а не треба да биде така и нашите граѓани треба да им излеземе во пресрет, кога има проблем, да се затвора само таа улица каде што е проблемот. Затоа, веќе започнавме, изготвивме програма, морам да ги пофалам службите во Стопански двор, морам да ги пофалам службите и во дирекција, во сите објекти и на пумпна станица и така натаму, и да ги поздравам денес сите вработени на ЈКП Водовод. Програмата е направена полека. Почнуваме веќе со промена, денес имаме промена на горниот дел од градот, значи во Нова Битола на еден таков затворач, се со цел и во интерес на граѓаните. Како ќе оди динамиката, како ќе оди таа акција, ќе зависи сепак и од времето, и од можностите, и имајќи во предвид енергетската криза, но ова акција ќе трае и ќе гледаме што повеќе затворачи да промениме со цел повеќе вода достапна за граѓаните. И еве некаде пред крајот на разговорот, мислам дека ќе се согласите со мене, а тоа е да апелираме дека секогаш пред да почнат да се наводнуваат дворовите, да се погледне состојбата, односно временската прогноза каква не очекува, бидејќи ако утре или денеска врне дожд, не мора да се поливаат со саати дворовите со драгоцена питка вода. Точно така. Секогаш треба да имаме во предвид дека питката вода е многу драгоцена. Денес ќе имаме исто и посета од најмали нозе, треба да знаат сите дека водата е она што најмногу ни треба и треба искрено да го цениме. Таа питка вода најмногу сваќаме кога ќе се случи одреден прекин на чешмата и кога ќе снемаме вода, кога ќе сакаме да наполниме вода чешмата, кога ќе сватиме дека нема, тогаш сваќаме колку е драгоцена. Апелот е да, капка по капка, да направиме разлика, да штедиме, да ја цениме водата, за која што се дава многу труд, да стигне од планината како сирова, прочистена, во неколку фази, с филтерските полиња, со хлор, со хлорирање, и пораката која што сакавме да ја испратиме, нели неврзано, значи која ќе видат после одреден дефект во мрежата, се појавува бела вода во чашата, да знаат битолчани, но и другите, дека тоа не е хлор, тоа е само зголемено присуство на кислород во самата цевка преку која што доаѓа водата, значи преку чешмата, не е тоа хлор. Хлорот не се гледа со гол око, хлорот веќе го имаме во водата, значи постои така некој размислување кога ќе видат бела вода во чашата, мислат дека е тогаш хлорирана, не е така.
Значи, еве за крај ќе заокружиме дека Битолчани пијат здрава и чиста питка вода. Денеска дечињата од градинката ќе имаат едукативна работилница токму на оваа тема за драгоценното значење на водите. Господин Пете Милевски, јас ви благодарам за утринското гостување во Македонија наутро. Ви благодарам и вас. Почитувани, тоа беше се од ова јавување одовде од јавното комунално предпријатие Водовод Битола. Ружица, благодарам за твоето вклучување во утринската програма, благодарам за сите пораки кои што ги упативте секако по повод Светскиот ден на водата. Со нова тема се слушаме ние во следните изданија на Македонија наутро. Добро е да се знае дека јавното комунално предпријатие